Здраво, вие слушате радио Канал 103. Јас сум Златко Ѓелески и правиме еден упад во музичкиот избор на Марсо, меѓутоа секогаш тој продор има добар повод, таков е и денес случајот. Со тоа што на секој главен град му е потребен еден културолошки идентитет, со тоа што треба да се раздвојува од другите главни градови во Европа, со тоа што поседува нешто што е негов белег, нешто што е својствено. Меѓутоа, треба да демонстрира дека и со чекор со времето и дека не заостанува за другите. Сега, за да се постигне и едното и другото, многу е важно да има некаков белег кој што ќе има трајна вредност, која што ќе остави за себе, како што е фестивалот Синедес, кој што 21 година веќе поред го остава таа трага, го остава тој белег на културолошка надградба, едно позитивно одличие на самиот град. И денес во просториите на Канал 103 е програмската координаторка на Синедес, Маргарита Арсова, со која што ќе продискутираме за 21-то издание на Синедес. Добре дојде. Добро ве, најдов едва и чекам. И фала ти многу за воведов, прекрасен беше. 21-во издание на фестивалот на Европски филм Синедес ни престои од денес до 14 јули. Секоја година имате една тематска целина која се води, нели, фестивалот по која што е препознаен, така што кажи ми зошто се одлучивте оваа година да биде слоганот од високо подобро се гледа? Не знам, многу случајно дојдовме до идејата за тој слоган. Работиме секоја година со Publicis маркетинг агенцијата која што ни ги изработува нашите прекрасни кампањи. Некако сакавме да споиме и лепо и корисно, како што вика, да. Во суштина 50 години јубилеј МКЦ, меѓутоа и 21 година Синедес. Целта на тоа не е нешто дека пробуваме да се издигнеме на високо, него програмски дека сме секојаш целиме на освојување на нови врвови. Јас така некако го доживувам тој слоган. И дека секој пат се обидуваме да се надминеме себе си со секоја следна програма што ја правиме, така и некако природно се дојде дека од високо подобро се гледа. Сакаме да имаме пубава перспектива, сакаме да веруваме во пубаво и по културно Скопје. И така, у суштина тоа беше идејата за слоганот. И после тоа си следа и локациите, многу природно си дојдоа самите, дека ќе се качиме на кровови овој пат, лани бевме покрај вода. Предминатата година бевме на старите кинолокации во Скопје. Синедес летната варијанта го дозволува тоа, освојување на нови простори во Скопје, приближување на филмот малку поблиску до граѓаните, за разлика од тоа да ги тераме да дојдат кај нас, малку е обратна логиката и сметаме дека е на фина и довлесна мисија, па сега ќе видиме како ќе стераме до крај. Сега за сега ни одговара. Одлично. Да. Одлично. Една недела ќе трае фестивалот, над 50 на долгометражни филмови имате селектирано. Кажи ми што успеавте да набавите од гала премиерата и кои сметаш дека не смеат да ги пропуштат слушателите? Јас да бидам супер искрена, не би пропуштила ништо на фестивалот, колку и тоа да звучи така. Оваа година успеавме да буквално после Кан, буквално еден месец после Кан ја добиеме канската програма оде во Скопје. Пред било кој друг европски фестивал, пред воопшто да тие филмови влезат во кинодистрибуција, дури дел од нив се премонтираат после Кан. Па ни ги праќаат нам. Работни верзии. Да, тоа некако со дивно чудо успеваме да го направиме. Имаме фина соработка со регионалните дистрибутери, па така и на доверба, и плюс и помага тоа што Синедес е категоризиран фестивал, па има некако доверба во целата организација за исполнување на некакви стандарди за проекција. Не би пропуштила отварањето, не би го пропуштила затворањето со Горан Столевски, мислам дека тој филм мора да се погледне. И покрај номинацијата на Санденс, мислам дека Горан, ова му е првенче деби филм, мислам дека треба да му се даде значење. Тука е Хироказу Корееда, тука е Парк Чан Вук, тука е Девид Кроненберг, тука се браќата Дарден, имаме фина гала програма, имаме многу добри автори овој пат во официјални во Си програмата, South Eastern Europe ја преименувавме годинава малца. Да избегаме тоа Сине Балкана, некако така. Да се прошири малце. Да. Со самиот настап. И така и Крацари е тука, Златко. Апсолутно. Да, Крацари, сега ме праша и на МТВ во емисија вашите колеги, шо е ова Крацари? Ја едва чекав да им објаснам, затоа и мене ми беше нејасно, дур Владко не ми кажа шо е. Добро. Ви спофалив таму, Супер, фала ти. Ќе бидеш прашана и тука за тоа, нема бегање. Официјалната селекција и South Eastern Europe селекцијата се составен дел од фестивалот секоја година. Можеш да забележиш некакви заедни особености на овие филмови оваа година? Има некој тренд кај младите автори од Европа кои што се провлекува низ селекцијата?
Па би рекла дека секоја година се привлекуваат истите прашања, криза на идентитетот, кризата општествена, социјалните луѓето што живеат на социјалните маргини, така малце теми кои што сме секојдневно оптоварени. Ама е фино да се погледне, мислам дека годинава филмовите се малку поинтимни, полични, затоа се и приказните поинтересни. Така да тоа у принцип се провлекува секоја година. Мислам дека оваа криза некако не престанува и дека е вечна инспирација за раскажување на приказни кои што ги мачат обичните луѓе во Европа. За разлика од она што Холивуд не го прикажува. Океј, и со потешкотиите кои што и предизвика снимањето на локација во корона. Така е, да. И тоа верувам дека ќе има дополнителен удел и на европската филмска сцена и ќе го забележиме тоа во филмовите. Домашен филм секоја година го отвора и го затвора фестивалот. Чија ќе биде честа оваа година да се отвори фестивалот? Да, тоа ни е некако мисија исто така која што мислиме дека ни е многу својствена за фестивалот, да секогаш даваме ударен простор на македонските продукции. Оваа година отвараме со филмот Мими во режија на Даријан Пејовски. Филмот ни е во надпреварувачка програма. Пред 7 години Даријан го имаше 3 дена во септември исто така на Синедис, посвои награда за најдобро сценарија. Затвораме нели со Горан Столевски, кој што нема да си сама, тоа е една многу интересна хорор трилер верзија на како да кажам, во Теренс Малиновски. Така е, супер, да, супер го склопи тоа, да. Глуми Нуми Рапас, многу познатата шведска актерка и нашата Сара Климовска. Тој не нужно е македонска продукција, меѓутоа Гора на Нашинец кој што роден овде во Скопје, живе во Австралија и многу цврсто почнува да се гради својата кариера и е препознат во светски рамки. Ке го имаме и Вера Сонова за море. Во режија на Калтрина Красники, филмот е македонска копродукција на Dream Factory. Така. Тој филм освои нели и награда на Венеција, така што се трудиме секогаш тие филмови да им дадеме простор на фестивалот, зашто сметаме дека мора да ги погледне нашата публика пред, мислам да им даме така некој фестивалски пуш, како да го кажам тоа, пред да влизат во кино дистрибуција. Апсолутно, Вера и мислам дека ќе се пронајдат многу луѓе кога ќе го погледнат со оглед на тоа што таа проблематика во семејството, фамилијата им е многу блиска воопшто на гледачите и мислам дека ќе резонира со барем населението кој што живее тука. Се надевам, да. Зошто одлучивте да бидат прикажани македонските кратки филмови како журнали пред европските наместо во една засебна проекција еден по друг оваа година? Сакавме малце да разбиеме програмата и сакавме да исто повторно споиме од технички и организацијски аспект лепо и корисно, дека самиот филм, краток филм, бил пред премиера, да речеме, на некој голем европски филм, а од друга страна, на некој начин тоа ни задржува публиката за останатите големи наслови. Така што, мислам, нека е фина варијанта, да бидат така, наместо да бидат во еден блок. Да. Им даваме посебно значење, знаеш, кога ќе дојде како премиера пред некој друг филм, се издвојува филмот, а вака во програма си е програма МК кратки. Точно. Домашните кратки филмови треба и да играат и како журнали и на репертоар кога се во кино, така што така барем во Германија го имаат решено тој проблем. Убаво би било и тука да си го најдат. Се согласувам, добрата идеја, треба да се размисли. Секоја година има ревијална ретроспектива посветена на еден филмски великан, зашто падна изборот на Фатих Акинова? Затоа што имаме многу интересна идеја и понуда од кинотеката. Добро, окей. Да, не, сакавме да дадеме значење на овој автор, се разбира, нема некоја посебна јубилејна приказна за целата идеја. Така. Гете ни ги понудија филмовите, рековме се разбира дека припаѓаат на фестивалот, а Фатих Акин е еден од нашите омилени режисери. Мислам и секоја година сме имале негов филм на Синедис. Така, братот близнак на Антонио Митричевски, кој што можеме да забележиме од фотографиите. Ова ми е најчудно прашање кое што ќе ја поставам, затоа што директно инволвиран сум во одговорот, ама новинарската должност ме врзува да прашам што содржи селекцијата на Сдруженијето за филм и филмска едукација Крацери во склоп на Синедис. Ја можам да кажам како дојде до идејата за соработка, ти да си раскажеш програмата. Не, знаеш како, јас мислам дека, како што кажав и претходно, Синедис секојаш е простор, една као платформа за остварување на иницијативи. Покрај нашата програма што ние курираме, мислиме дека треба да оставиме простори на луѓето кои што се бават со со филм, дали во продукциска смисла или во кураторска смисла, да им се даде простор да се ги реализираат своите идеи, така и Владко дојде нели на состанок во МКЦ и рече дека дури на неговите, сега да не ме свати погрешно, години го држи тој ентузијазам, просто е неверојатно, значи. Да, и дека сака да иницира нов фестивал на краток, меѓутоа жанровски филми, не ми се допадна многу идејата.
и рече дека ќе аплицира нели во фондови, меѓутоа поддршката изостана затоа што годинава и за сите поддршката, да речем, скоро никаква. Така. И реков да, мислам, дојавме до идеја да не се откажуваме од идејата да сепак фестивалот се реализира како мини фестивал во Синедис, да се оствари некоја своја прво издание, или нулто издание, и за да се има некоја своевидна платформа понатаму да може да се аплицира солидно, да имаш некако и бекграунд за тоа. Апсолутно. И така да Златко и ти нели со Владко, Златко и Владко. Да, ми препадна и мене често да ги изгледам сите 1700 филмови кои што ни пристигна, така што болеше тоа. И сега многу добро те разбирам која е тежината на организацијата на Синедис и сето тоа пишување на мејлови и допишување и барање и договарање. Да. Тука имам огромна почит за тебе заради тоа што јас само една мала фракција работев во тоа ти што го правиш, така што сватив колку знае тоа да биде напорно, да се разбираш back and forth да имаш со акторите, иако сите беа срдски и сите едва со нетрпение чекаат да дознаат како публиката ќе реагира на филмовите, заради тоа што прво Македонија екзотично им делува, никогаш не име на голем дел од овие режисери кои што ги селектира, првпат филм им се прикажува тука и ептен се возбудени, посебно кога музеј на современа уметност им кажа беа као вау, значи као некако бодуство им доаѓа као она црешена шлагодна торба. Ке си имати они за UCV, тоа е многу добро затоа што стварно се пробиеш со филм денеска во светски рамки е многу тешко. Да ти го имаш на фестивал, да. Огромна е понудата, а мали се платформите за пласирање. А ова се маргинализирани филмови кои што нели се ставаат секогаш на краевите на фестивалите или во некои селекции кои што не се скоро ни присутни, ама барем на овој начин им се даде дополнително светлост за тие квалитети да се погледнат. Може да ти кажам сега пред да дојдам овде во емисија дека добив мејл од една девојка дистрибутерка на филмови, мислам која што работи за фирма за дистрибуција на филмот, кај што земавме филм за официјалната селекција и рандом ми пише вика шо е со програма Крацери, многу добро ми изгледа, може да ми ги пратите филмовите. Добро, окей. И ја викам како окей, важи, ајде ќе ве спојам. Сакам да кажам дека ете гледаш стига некако до луѓето се заинтересираат. Ова е дистрибутерка конкретно од Осло. Окей, супер. Да, така да може пуштај контакт, ќе се направи муавет еден подетален. Мило ми е што ете резонира и надвор од нашата држава. Надвор над преварувачката и гала програма имате и неколку специјални проекции оваа година и придружна програма со изложби и форум. Какви активности се вклучени во придружната и специјалните програми? Оваа година може да кажам стварно дека сум особено горда на придружната програма, дека успеваме така со тешки маки во услови кај што е стварно тежното патувањето и луѓето да се уште не се ослободени во однос на нивните планови и сето останато. Имаме супер придружна програма со Бистра Ѓоргиева од Институтот за разумни политики. Дојдовме до идеја дека може би она е поранешна, како да кажам, директорка, председателка на медија, не знам која беше точната формулација, да. Отвори своја невладна организација, сака да се бави малце повеќе со филмска промоција. И дојдовме до идеја дека може би треба малку да позборуваме за кинодистрибуцијата во државата, меѓутоа и како ја водат нашите колеги од регионот. Затоа што во суштина Синедис е само продукт на сето она што се случува во текот на целата година. Ако немаме ние публика во киносалите, ќе нема ни на фестивалот. Така. Дури да има на фестивалот, после утредента нема веќе во киносалите. Мора да работиме во континуитет, да ја донесеме повторно публиката во кино, да смислиме како ќе се избориме со VOD платформите, или едноставно да здружиме сили, што многу попаметна идеја, да. А од друга страна и со торенти и сето останато што е наш горлив проблем и VOD платформата повеќе допира до младите. Значи така што пожелно и младите и да стапнат и во киносалите. Значи затоа здружувањето мислам дека ќе биде покорисно во тој контекст. Така е, да. И меѓу другото да видиме и фондови како можеме да пристапиме до нив здружено, има прекрасни иницијативи за враќање на младата публика во киното. Не можеме сами, мораме со здружени сили, така и дојдовме до идејата да направиме еден регионален форум на Синедис за кино прикажувачите. Одлично. Потоа ќе имаме нели Bad Girls on Film, не знам како да наречем, костимографска инсталација, ревија, слеш, рекреација на филмски сцени, да, и тоа многу случајно дојде како идеја.
Сакавме да направиме нешто што ќе остави печат на филмската програма што била и пред Синедис во МКЦ, да не биде преку безвезна некоја досадна ревија на филмови. Зашто до тука од филмови. Добре. И да, решивме да рекреираме познати филмски сцени од познати европски филмови и да сето тоа биде во склоп преку изразот преку костимите. Супер. Многу случајно ја запознав Сандра, една прекрасна личност од Берлин која што заработува и живее од продажба и колекција на винтидж облека. А од друга страна го земавме и во екипа и Драган од Лудус, Драган Христов, и така некако дојавме до идеја да го направиме целиот настан кој што сега глава не боли како ќе го решиме, ќе го решиме некако. Сами си го бараме, ама тоа е тоа. Супер. Да. Имате и гостин кој што доаѓа за еден мастер-клас да одржи, односно Џон Џост. Кој е всушност тој за тие што не се запознаени и на кој дел од филмската уметност ќе биде насочен неговиот мастер-клас? Џон Џост е еден од најплодните, буквално американски инди автори, што е многу голема реткост, затоа што во Америка знаеме како оди продукцијата на филмови во холивудска смисла. Неговите филмови се прикажувани на многу европски фестивали. Не е многу познат, меѓутоа е многу интересен човек кој што буквално ги снима своите филмови баш со low budget филмови, меѓутоа со голема герила, да, со голем импакт. Ивица Димитриевиќ конкретно беше во контакт со него и ми го предложи да биде гостин на фестивалот. Ние прифативме секако на широка иницијатива. И така и негов филм ќе биде прикажан во рамките на фестивалот, потоа ќе се одржи мастер-клас. Мислам дека е фино за помладите негови колеги тука од Скопје да слушнат како изгледа да се сними еден филм на тој начин и да послушнат малку повеќе за неговото искуство. Мислам дека постарите луѓе генерално имаат една, како да кажам, позадина за себе. И треба само да имаме трпение да ја слушаме, затоа што има лежи во нив голема мудрост. Така, со оглед на тоа што и тој има ентузијазам очигледно да работи, со оглед на тоа што има богата филмографија за себе и најдобро знае како да се справи со предизвиците кои што доаѓаат, нели, со снимање на локации без дозволи, работење во непостоечки услови, така што тоа не на нас секојдневие тука. Да. Добре дојдеме Да. Во секој случај. Синедис не нуди визуелна, меѓутоа аудитивна стимулација со оглед на тоа што на пример во парк ќе може да уживаме во концертни настапи на странски изведувачи. Кој е поканен да гостува со концертен настап оваа година? Сега за сега имаме 3 потврдени бенда, едниот ни откажа затоа што пејачот се разбора од корона. Тоа е тоа, се случуваат такви работи, нема бегање, да, ја не знам ни зашто се тестираат више луѓе. Доста е веќе аман. Мислам ќе го преживеевме која настинка, се не е оке ова да го кажам во емисија, ама тоа е тоа. Не, зборот ми е. Сите страдаме, да. Да, па не, види се, ако нема врска, тоа е друга тема на мојот, да, за друга емисија, политичка можда. Во петок имаме Fanfara Station, еден супер италијански бенд, доста еклектични настапи уживо, се надам нема да ни заврне, ако ни заврне ќе ги имаме во бифето на МКЦ за жал. Потоа во сабота бендот што ни откажа од Црна Гора Сиенке, сега бараме соодветна замена, се надам ќе можеме и наскоро да ја најавиме, имаме нешто во план. Супер. Во недела на 10 јули ни се Лалалар, кој бил на здраво млади ги памти, тоа е просто еден таков, не знам како да го објаснам, анатолиски фанк, ама тоа е, не знам, тоа е настап што тоа дува уживо буквално, да. Добре. Мислам дека тоа ќе има голем интерес ке разбуди ке публиката, посебно кога памтат настапот на здраво млади. И на 11 имаме еден многу интересен аудиовизуелен музичар од Германија, CV Vision, неговите се настапи се баш некако филмски. Така. Да, со така фина дрон електроника и тие ствари. Супер. Да. Меѓутоа музиката е спои во проектот Live Music, ако не се лажам. Точно, леле, господе, цело време го заборам. Значи неверојатно, не затоа што да фалаци, затоа што не знам зашто многу ненамерно го правам тоа. Имаме уште една музичка вечер. Концертна промоција на резиденцијата која што се случува веќе 10, мора не, повеќе. Кој што ќе се случува 10 на дена до рамките на концертот до 13. Така. Имаме композитори, режисери од буквално е цела Европа, па можам да кажам и од светов, кој што се заинтересира благодарение на минатогодишната успешна резиденција. Овде во Скопје, кој што работат со Дарија Андовска на примената музика за филм. Создаваат музика за филмовите овде во Скопје, ќе ја креираат, ќе ја компонираат и на крај истата ќе биде со оркестар изведена во живо на нивните филмови. Што мислам дека одлична варијанта и режисерите ги погледнат саундтраците на нивните филмови од друг аспект, а и за композиторите да реално работат
на музика за филм, што не е честа можност. Многу интересен облик беше тоа минатата година на Езерце во парк, со оглед на тоа што баш можевме да видиме колку на еден ист филм, например, многу различни визури може на композитори да произлезат и буквално различни емоции провоцираше тоа кај гледачите. Така што тоа е големината на проектот, а тоа што потенцираш дека ќе може да се свири музиката, тоа мислам дека е голем плюс. Да, и јас исто, се надам дека ќе биде интересно за публиката. Супер, каде е закажан концертот? Позади во паркот. Сите концерти се позади во паркот, освен во случај на дожд, тогаш ќе ги адаптираме на локациите во и пред МКЦ. А кои се локациите кај што ќе може да се гледаат филмовите оваа година и кој е планот Б за тие локации за луѓето да знаат за во случај на дожд, каде би биле алтернативи? Значи, као што кажав на почетокот, ГТЦ Кровот не е една од главните локации, потоа музеот на современа уметност, таму е фино бидејќи терасата е покриена, па дури во случај на дожд би се одржале локациите, мислам дека е совршено. И во случај на потоп. Да, таму се има намерно, значи таму. После и домот на градежници и автокиното на Водни. За автокиното ќе претпоставам дека ќе се откаже во случај на дожд, ако се луѓето во коли, платното е откриено, тоа. Во случај на дожд, опции се Милениум и киното Фросина. Така. Да, тие се бека варијанти. И покрај програмата која што редовно ќе си да во кино Милениум за втората проекција после Кровот на ГТЦ. Во случај на дожд и првата проекција би се одвивала во киното внатре. А во кинотека претпоставам од дворот може натре да биде пренесен. Да, на истиот начин. Со оглед на тоа што фестивалот изминатите децени мигрираше помеѓу октомври и ноември, во овој ковид период мигриравте па во летниот процес со јулското издание. Попогодни за организирање се летните или есенските проекции со оглед на тоа што се окупираат делови од градот со уметности, бара, логистика повеќе за вас. Која од овие варијанти сега ти изгледа по изводлива? Есенската. Така? Дефинитивно да, затоа што види сериозно фестивалите припаѓаат во киносалите, тоа и на едно претходно место го спомнав. Проблемот е дека салите не ни се баш во најсјајна кондиција и им треба сериозно реновирање. Им треба на самите сали во однос на платната, акустиката, машините кои што пуштаме филмови веќе не се произведуваат, немаме резервни делови и така натаму, така што може би ова шанса што ни ја понуди короната да излеземе со фестивалот надвор, ние и некоја си добра варијанта да размислиме што правиме во случај ако би се вратиле внатре. Секако дека е полесно за нас да ги пуштиме филмовите во сала и да не вадиме цела логистика и столчиња, да не се тресеме на секое облаче. Така. Ама од друга страна мораме да атераме некако, а ова ни пружи дополнителен предизвик да одиме на места кај што не сме биле до сега, до публика до кој што не сме стигнале, па така и како предизвик некако доаѓа и поинтересно за нас. Не знам, не сме размислувале до сега за сега ќе го тераме во летна варијанта, ќе видиме како ќе иде понатаму, а инаку се служувам дека сепак филмот припаѓа во киносала, ама ние ги правиме сите неопходни услови да киносалата изнесеме надвор. Значи имаме проекција од DCP, машини, не е тоа некоја компромисна варијанта, ама ќе видиме за понатаму. Апсолутно, да, значи филмот е сон и треба да се одсонува во затемнета киносала. Браво, Златко, како ги кажеш овие ствари. Како да сум писат. Замисли. 10 години во 103 сум тврдел и ќе тврдам дека Синеде е најдобар македонски филмски фестивал во држава со најквалитетна филмска понуда, која едва чекам да ја погледам и коментирам. Колку сметаш дека има интерес кај луѓето за филмските фестивали од во овој пандемиски период? Се заборавија навиките за одење во кино? Колку пак има дослух фестивалот за институциите? Колку се тие свесни дека им се случува ово? Каков доем имаш ти? Мислам дека генерално има проблем со враќање на кинопубликата во киносалите, ама не е само проблем во киносалите, туку генерално на настаните. Не сум баш сигурна колку се тргнато како што треба. Да, а колку сакаме да пласираме дека е. Исто и тоа е многу битна варијанта, се направи разлика. Тоа е една вечна борба, што знам. Треба да се работи многу, како што кажав, и во континуитет, да се смислуваат нови стратегии, меѓутоа многу фактори се туку прашање. Киносалите, поддршката од државата, стратешката насока, не може се да зависи од група на ентузијасти во оваа држава, не само МКЦ, туку и луѓе кои што работат во Битола во киното, во Свети Николе има кино. Да. Кои што буткаат некако да истуркаат програма, меѓутоа не зависи само од луѓето, зависи од целата инфраструктура државна, па ќе кажам, насоките ни се сега фокусот на други проблеми политички така натаму. Ќе видиме, веројатно ќе дојдеме на ред. Ние не се откажуваме, тоа е нашата мисија
и тераме. Апсолутно, мора да има Да, притисок и така. врз популацијата да знае дека ова се случува и дека треба да биде гледањето филм составен дел од нивната културолошка надграда во секој невието. Значи не да биде како еден настан само еден ден во годината кој што ради Апсолутно. пријатели ќе посетат некакво си кино, заради тоа што трагедијата е кога ќе излезам од киносалите, кога гледам филм, гледам дека сите кафиќи, кафани се препосетени, знаеш. А внатре се броиме на две раце се броиме посетителите во кино. И знаеш, и со тоа две различни перспективи се на реалноста. Точно, Тука јас има некој кој што кај мене буди, не знам, некаков си револт, што не знам како да се прескокне тој јас за Многу тие две фактори. реалности да може да коинцидираат една со друга. Многу фактори се Да, прашање. Може тој филм да го изгледа дома на торент, може да го гледа на VOD платформа, може едноставно јасно. не ги интересира филм. Сега бевме со патувачко кино, правевме warm-up програма, знаеш. Така. Низ многу градови, низ 3 града во Македонија, еве конкретно јас бев на проекцијата во Штип. Во Штип имало киното замрало и нормално нека замира и кинокултурата, така? Да. И сега дојдоа луѓе на проекцијата вечерта и се помина фино, меѓутоа немаат немаат оној ентузијазам да го догледаат филмот до крај, ги фаќа склет цафра, некако и тоа се гради во континуитет, не може ние што ќе донесеме платно во еден ден и тоа да очекуваме дека ќе има некаков бум. Мора да има едукација. Ама се љубопитни луѓето. Тоа Се во Кичево љубопитни, го тоа, да. забележав, Да. дојдоа, стотици луѓе дојдоа на почетокот на филмот и беа љубопитни заради тоа што не се случило. Тоа имала некако си временска дистанца кога имало кинопроекции и сега одеднаш магично нема. И кога се појавува платното и сите од љубопитство сакаат да видат. Сакаат, Да. значи, како ќе се појават, ќе го гледаат филмот. И на проекцијата на долгиот филм реков ајде да се прошетам помеѓу луѓето, да седнам да видам како е, затоа што од страна секогаш гледам нели со друга функција и се прошетав помеѓу нив да видам како тие го гледаат всушност филмот, заради тоа што едно е соборски, друго е без. И го гледам филмот и гледам дека сопруга, дете си се дојдени на проекцијата, си се опуштиле, си се потпреле, уживаат, едноставно сето тоа што ние го доживуваме во Скопје, што го гледаме дека го восприемаат филмот, го доживуваат и тие на истиот тој начин. И гледам дека уживаат во проекцијата затоа што излегување им и сфатив дека има поента ова што прави. Има поента и Македокс тоа го прават многу години пред нас, тие уште се потврдоглави подати по селата. Да. Каде што не знаат ни дали има воопшто жители, па им вадат кино платно, им прикажуваат филмови на луѓе кои што за жал немаат видено филм на платно никош во Така, живот, така. така што и тоа некоја, како да кажам, мисија, меѓутоа тоа не е задачата, тоа е тоа. Тоа е нешто како живот и смрт на порнобандата Да. во македонска верзија. Да, буквално, да. Супер, кажи ми, што може да се подобри од минатото издание на фестивалот и кон што би целеле во иднина? Мора да се подобри државната поддршка, мора да се опремиме ние човечки со пошироки капацитети да можеме сериозно да работиме на фестивалот во текот на целата година. Иако тоа се случува, пак зависи од пар луѓе, Јасно. организацијски и Јасно. логистички. Што би може да се подобри? Да почнеме да сваќаме дека без културата немаме идентитет и да почнеме да ја градиме културата како стварно едно сврзнено кио на се она што го работиме. Мора да станеме посвесни за себе, а само можеме преку настаните кои што ги правиме и со проширување на нашите видици. Ете тоа. Не знам што друго би и тоа малце да имаме повеќе нерви и да не старееме толку брзо. Супер, а каков предизвик си ставаш себе си на фестивалот, во какво светло сакаш да го видиш во иднина? Од горе. Така? Добро, супер. Веќе оваа година ќе имаме таа можност. Оваа година ја имаме веќе таа можност да го гледаме од високо. Да. Само потенцирам уште еднаш од кога до кога ќе трае фестивалот и каде ќе може да се гледа. Од 7 до 14 јули, вечер во отварањето, 14 јули е затворањето, ќе имаме проекции во МКЦ во паркот, ќе имаме проекции во кинотеката, на ГТЦ на кровот, во киното Милениум, на кровот на Домот на градежниците, во Музеот на современа уметност, ќе имаме автокино на Водно. Супер. Се надам не заборавам ништо, така да ете ја поканувам публиката да биде дел од нашите прекрасни вечери под отворено небо и да ужива. Одлично, фала ти многу, Марка, што Фала беше многу дел за од поканата. емисијата и ти посакувам многу успех со фестивалот, да има едно сјајно издание и да ми додеш во година пак и да речеш минатата беше добро, ама ова појако ќе биде. И дај Боже, супер, да. Супер, фала ти многу. Фала и на тебе.